додека се подготвувате и за новиот почеток на денот, и за работните обврски, верувам дека ќе имате можност да го проследите и овој разговор кој што го имаме во продолжение, а ја поздравуваме Искра Маноловски. Искра, добро утро. Добро утро, на здравје, кафето и чајот. На здравје и за тебе, само не знаеме по што си повеќе. Уште ништо, за денеска уште ништо. Добро, но што ќе биде изборот? Вообичаено си пиеш кафе задолжително или секогаш знаеш да искомбинираш можеби и со чај? Или некој друг напиток? За жал, во последниве години без кафе не можам да се освестам, така да мора кафе. Да, сега ќе можеме да разговараме и покрај тоа што го немаш испиено утринското кафе, така? Или ајде ќе видиме. Како и да е, Искра, веруваме дека си добро расунати и ти благодариме со што во ова утринско будење или во овие утрински минути си заедно со нас и со нашите гледачи, и тоа со одлична причина. Веќе споминавме, 14 февруари ни се ближи, датум кој што ни е добро познат во овој месец февруари, посветен на виното, на љубовта, генерално датум за славење на сето она кое што е убаво во животот, а меѓу другото и потенцирање на некои важни нешта кои што често треба да ги практикуваме, а истото тоа го потенцира и настанот Екотрампа. Оние кои што не следат редовно, веќе знаат дека во минатото сме го најавиле настанот кој што за прв пат се случуваше и овој пат и заслужува едно второ издание за кое што ќе слушнеме малку повеќе детали од тебе. Така е, благодарам за можноста повторно да бидам дел од утринска на Телма и да зборувам повеќе за овој настан, кој што за прв пат Екосвест го одржа во ноември минатата година. Исто така беше огромен успех настанот, бевме презадоволни од бројот на луѓе кои што се појавија, бидејќи до последен момент не бевме во неизвестност како ќе помине целиот тој настан, бидејќи не е нешто што е досега веќе видено во Македонија. И навистина бевме изненадени колку луѓето дојдоа во голем број, колку беа среќни, со колку позитивна енергија заминаа од настанот и сите прашуваа кога ќе има повторно. Па затоа одлучивме токму оваа сабота на 14 февруари во 12 часот, овој пат со променета локација во Бистро Комедија, да се собираме и да одржиме нова Екотрампа. Можам да кажам дека јас лично, од моја гледна точка, бев премногу позитивно изненадена за тоа што количината на допамин која што се лачи за време на Екотрампата не се споредува со ниеден шопинг на кој што може да отидете за време на викенд, затоа што кога одите на купување, точно знаете во која продавница, на што може да не идете, што може да купите, што ќе ви се случи. Меѓутоа, на Екотрампата може да си најдете работи и да ги добиете бесплатно или со размена со носење на некои од вашите стари предмети, кои што оддамна не може никаде да се купат, кои што можеби не може ни да се најдат во Македонија, кои што се рачна изработка, кои што се вистинско изненадување. И тоа мислам дека е магијата на Екотрампата, тоа што до последен момент сите останаа до крај на настанот за да видат да не се појави уште нешто на политика. Интересно. Да, супер, Искра, што вака со се уште доза на допамин ни споделуваш за искуството кое што го доживеевте. Новата Екотрампа ве очекува овој викенд. Од колку часот ќе стартува, ќе ни споделиш и ќе ни споделиш кои се правилата за учество на некој начин, затоа што ако не се лажам минатиот пат споделивме дека до 5 максимум предмети може да се донесат. Дали во тие предмети тука влегува и стара гардероба или исклучува предмети, тоа малку ќе ни го подобјасниш, да знаат луѓето, нели, освен тоа што ќе дојдат во Бистро Комедија, во колку часот треба да дојдат и што треба да си понесат? Така е, значи оваа сабота ги очекуваме сите во 12 часот во Бистро Комедија. Настанот ќе трае од 12 до 15 часот. Право на учество имаат сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој настан, се што е потребно е да донесат максимум до 5 предмети. Значи може да донесат и помал број од 5 предмети, меѓутоа максимумот е 5 предмети. Тоа може да бидат парчиња гардероба, меѓутоа може да бидат и парчиња ситен инвентар од домот, да речеме некој стар фен кој што си уште е функционален, некоја стара пегла која што си уште е функционална, книги, накид. Јас, например, на минатата Екотрампа си ќарив пластична шиша за куќа. Добро. Кога преносно шиша за куќа, јас бидејќи не чувам куќа, мој другар чува куќа и сакав за тоа куќа да земам подарок. Меѓутоа, бидејќи никош не сум чувала куќа, не знае дека се продаваат такви предмети. Кога го видов тоа бев навистина изненадена и одма си го земав. Значи, луѓето носе и такви предмети, носе ранчиња, ташнички,
Да, па сите ние имаме по дома сето она работи. што е лесно преносливо. Да не донесат луѓето, не знам, термопечка, која што логистички не може лесно да се транспортира, меѓутоа се што е мало и лесно за размена е добра дојде. Да, но исто така е важно да потенцираме дека екотрампата не служи да се донесат работите кои што не се веќе за фрлање, туку работи кои што треба да се кои што се релативно нови, недоволно искористени, а кои што ние не сметаме дека ќе ги користиме во иднина и сакаме да ги замениме со нешто. Исто тоа е важно да го потенцираме. Верувам дека немавте такво искуство во минатата екотрампа и кога зборуваме за минатото издание, добро е да кажеме во однос на бројката, спомена дека сте биле прилично изненадени во смисла на тоа дека со оглед на самиот настан кој што се одржуваше практично за прв пат, имало голем интерес и верувам доста задоволство кој оние кои што си отишле со нешто за нив ново. Така. Минатата екотрампа беше доста посетена. Тоа не радува бидејќи беше првата екотрампа која што ја одржуваме овој пат. Оваа сабота очекуваме уште поголем број на граѓани бидејќи првиот пат можеби некои се двоумеа, се колебаа, не знаеа што да очекуваат на настанот. Меѓутоа мислам дека во Македонија најчесто луѓето прифаќаат препораки од уста на уста, од човек на човек. И сите оние кои што беа присутни минатата година на екотрампата ќе раскажат на своите пријатели колку добро си поминале и што се таму нашле меѓу предметите и парчињата гардероба. Мислам дека ќе има сигурно минимум дупло повеќе присутни на настанот. Исто така да потсетиме дека ние од Екосвест честиме по еден безалкохолен диалог за време на екотрампата во Бистро Комедија. Исто така присутните ќе имаат можности да остават донации до Екосвест за да ни помогнат да ги организираме и идните екотрампи понатаму. Одлично. Искра, пред да се одјавиме или збогуваме за утрово, само да ни споменеш, ни споделиш со што ти си замина од претходната екотрампа, но што донесе? Кој беше твојот избор? Многу ми беше кеф што оние работи кои што јас ги донесов на екотрампата ми стоја во плакар, не знам, многу давно пред короната. Беа некои џемкирчиња кои што сум ги купила и сум сватила дека онака буквално еднаш ги имав облечено и некако не се пронаѓа во нив, ми стоја така поставени, заборавени, само што ги донесов на екотрампата, само што ги поставија нашите волонтери на масите за размена, веднаш беа разграмени џемперчињата. Тоа многу ме радува затоа што им дадов нов живот. Да не беше екотрампата, ќе се стоја заборавени, можеби ги фрлев. А вака знам дека некому донесоа среќа, а јас освен шишето за куќа кое што го зимав една јакничка што многу ме изненади, беше дури со етикета од еден светски познат бренд присутен и тука во Македонија. Веројатно таа девојка која што ја купила јакничката сватила дека е мала или не се допаѓа или можеби ја добила на подарок, не знам, меѓутоа си уште беше со етикета јакничката. Зимав тоа и зимав едно едлаче. Одлично, да. Добра трампа. Добра трампа, одлична трампа. Затоа едва чекам повторно. Да, веројатно со ваков ентузијазам се и оние луѓе кои што веќе биле на претходната, ќе ги поканим и сите други да дојдат и да учествуваат, затоа што верувам дека сите имаме парчиња за кои што можеби емотивно сме малку повеќе поврзани, а од друга страна пак, како велиме, кога домот ќе ни се ослободи од некои стари работи, се носи нова енергија, а ете може да се даде нов живот во некој друг нов дом. Така. Заедно ги покануваме оние кои што им се допаѓа оваа идеја, се разбери кои што се расположени за екотрампа, да бидат дел од новото издание во сабота на 14 февруари во Бистро Комедија. Уште еднаш само Искра, во колку часот речем? Од 12. Во 12. Точно во 12, значи точно напладне. Ти благодариме за ово утринско вклучување и за сите информации со кои што редовно сме во тек, благодарение на Екосвест и нашата комуникација со тебе, и верувам дека ова ќе биде уште успешно од првото, а и некако ќе продолжи во континуитет, како би се научиле на овие добри навики, верувам, и при тоа би уживале како што ти тоа го сподели. Ти благодариме. Поздрав, Искра. Убав ден.